Добра вечер. Ова е Телма. Продолжува почетокот на нашиот нов проект серијал од понеделник до петок дебати. Венко, како ти изгледа демократски амбиент со овакви наслови: топ, пуч, бомба? Па ми изгледа како да сум во некое воено складиште во кое секој момент може да почне Трета светска војна, меѓутоа, бидејќи не сум воинствен тип, не се плашам од тоа. Јасно, ти личи ли општеството во овој момент по својот речник и амбиент на едно милитантно друштво кое се собрало и кое само со овие оружја сака да пука во политиката? Па не ми личи, ама мене многу ме вознемирува. Јас сум овие денови многу вознемирена. Прво како човек, второ како комуниколог, трето како професор. И да ви кажам, моето интимно чувство е тоа, вознемиреност. Трече написе малце вода, вие уштипнете вода. Да, ние сега кога водата во Штипе загадена, најмногу сме напиени од вода. Сите мислат дека дај да се напием вода, може би ке нема. Имер, како ти изгледа општиот амбиент во Македонија по сите овие бомби, прислушувања, што не е ништо ново, но е во секој случај нова балканска или македонска драматика? Драматичен изгледа. Јас целата таа драматичност што ја гледам во луѓето и пренесена и преку медиумите, ја почувствувам и во себе. Малку сум и исплашен, не заради себе, туку заради тоа што ќе престои како ефект од тоа што се случи вчера, а тоа што се случи вчера беше полошо од сите книги што сум прочитал за тоталитарните системи. Тоа што го слушав вчера дека се случи во оваа држава кај што јас живеам, ги надминува сите мои очекувања и теоретски. Повторувам, не знам, сум имал прочитано многу теории околу тоталитарните системи, но овој начин на владење никаде го нема теоретски. Значи, ова ги надминува сите мои очекувања на драматичност на владење. Значи, шокиран сум на некој начин, како верувам и многу граѓани на оваа држава. Луѓето што ги именува со името се Јасна Бачовска, универзитетски професор, Венко Андоновски професор и писател, Имер Исмаили професор и Трајче Кацаров писател и драматург. За сите, дали се наоѓаме во една фаза на еден своевиден политички воеризам во кој ми личи помалку дека сите сакаме општествено да се сексаме, а не знаеме како ќе завршиме? Јасно? Иако е грубо прашањето, ама мислам дека може да биде провокативно. Да, прашањето е провокативно, политички воеризам, па дури можам да кажеме благо. Кога отприлика се договаравме кратко како концепт за емисијата, спомнавте една друга состојба политичка криза. Каде се движиме, да го одговориме ова влегување во... Јас прег би го карактеризирала како една сурова политичка борба во која што навлегуваме. Воеризмот може би е нешто кое носи перверзно задоволство и може би сега тоа го возможуваме на некои по симплифицирани слоеви на општеството. Венко, како тебе ти изгледало? Мене оваа работа ми изгледа како грнето си го нашло капачето. Нема воајеризам без екзибиционизам. Јас не можам и да сум воајер, да го доживеам задоволството да видам нешто, ако некој друг не експонира нешто. Така што, од она што го гледам, мене ми се чини дека има добра доза и на екзибиционизам. Дури понекогаш се мешаат актерите. Не знаеме кој е воајер, кој е екзибиционист. Значи, нема потреба да повторувам, се знае и од моите колумни. Јас бегам од каква и да е политичка етикеција и не се давам да бидам политички етикетирам, но политички размислувам. Држејќи се до старото правило кое го повторуваат многу интелектуалци и теоретичари, и Цветан Тодоров вели, не е иста одговорноста на, што знам, еден интелектуалец и на еден чевлар во општеството. Јас имам одговорност да говорам политички за работите. И говорам политички.
се обидувам да избегнувам да влезам во калапот на политичките партии, да го делам нивното мислење. Често успевам во тоа и овој пат ќе кажам. Мислам дека и на двете страни има добра доза на екзибиционизам. Но само, се извинувам, само да ја завршам реченицата. Екзибиционизмот не е нешто што е казниво само по себе. Се до моментот додека некој не го пријави. А во овој момент имаме таква пријава во општеството. Кацаров, дали поради овие побуди и твоите лични убедувања, на јавен собир велите еве ви кампања, еве ви избори, еве ви парламент, еве ви совет, таму треба да се кршат копијата. Што би продолжил со трите точки, идете у мајчин. Па не, ова сега што Венко Андоновски го кажа околу екзибиционизмот и војаризмот, ја би ги поделил тие две нешта. Тие две нешта се независни едно од друго, бидејќи и двете сами по себе ги карактеризират луѓето кои што ги применуваат. Во дадениот случај тоа го кажав дека навистина ако ние имаме институции за многу нешта, јас странувајќи еднаш бевме на една средба на театарџи и кога почнавме да зборуваме каде театарот е подобар, дали внатре во Тера Магика во она кутија театарска или надвор, еден од глумците, познат актер белградски, кажа вака: немојте да мислите да го изместувате театарот од архитектонскиот ентитет. Тој и таму е најдобар. Еве ќе ви кажам наш пример. Кога се бомбардираше Белград, ние излеговме и да играме театар на мостот на Сава. Пропадна нашата представа, пропадна и она што сакавме да го кажеме. Ама не дај Боже да го направиме, да направиме тој театар на улицата у Македонија. Па јас тогаш ќе имаме една... Јас реков, значи улиците се за слободно движење. И кога некој ќе ти застане на слободното движење, тогаш ти се осеќаш непријатно. Тогаш те фаќа паника. Од каде сега ова? За каде сум јас? Дарем до тука е моето движење. Затоа велам дека има институција, има законодавен дом, има таму стејдж кај што можат луѓето меѓу себе да си разменат мислење, бидејќи секоја представа почнува, знаете ли кога? Кога протекува енергијата, има размена на енергија. Таму нема размена на енергија сега. Имер, Јасна го зачна терминолошкиот и политиколошкиот израз на оваа состојба. Политичка криза или државотворна криза? Јас мислам дека е државнотворна криза. Затоа што овде не се работи за борба помеѓу обична власт. Значи, проблемот е многу подлабок и посуштински. Ако зборуваме за тие што беа прислушкувани и тие што прислушкуваат. Значи, темата е таа, без оглед на театралноста, без оглед на дефиницијата што колегите премалку зборува. Значи, проблемот е суштински. Овде не се работи за гола власт некој да добие. Туку се работи за посуштинска димензија на самиот проблем. Се работи за, јас би го нарекол, идеолошки проблем, кој почнува со ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи, владењето, начинот на владењето на овие 8 години наназад не даваше сигнали дека ние живееме во некое општество во која владее систем. Туку општеството, владата, стана единствениот меканизам кој го движеше општеството. Држи си го зборот, Јасна, дали е ова политичка криза или државотворна криза? Јас повеќе би ја дефинирала како една политичка криза. По кои карактеристики? Па и како дипломиран правник, нели институционално размислувам. Прво опозицијата го напушти парламентот, потоа институционално нема по име и презиме, како што е реториката овие денови, која што е многу мачна, а тоа е лидерот на опозицијата, веќе особничен. Така што мислам дека е една длабока политичка криза, која што се реперкуира и во една друга општествена криза, која што е многу мачна. Живееме сега во едно време на недоверба, особено го чувствуваат луѓето по државните институции, луѓето на одговорни општествени позиции, професори, како што кажа професорот, има разлика
кој каква одговорност има и за сите нас е мислам дека една мачна атмосфера. Да го завршим овој круг, Венко, дали ова симптоматологија води кон својна дури и атрофија на општеството, на немоќта на општествените сили да извршат пресија за позитивна енергија наспроти деконструкцијата на одреден начин? Добро, мислам, ќе одговорам, само најпрво да кажам ја што мислам. Да. Мислам дека не е ни политичка, ни државотворна криза, туку е криза на лудилото. Јас одамна ја бранам тезата дека лудилото стана од каучот на Фројд и влезе во институциите на системот. Кога говорам за лудило, не навредувам никого и не го користам во психијатриска смисла на зборот, туку во смислата на Мишел Фуко. Тоа е несообразено со реалност. Значи, секоја несообразено со реалноста, јас ја нарекувам, не јас, Мишел Фуко ја нарекува лудило и јас го прифаќам тоа, мислам дека долги години ние немаме сообразено со реалност. Со потребите на граѓаните, на албанците, на, не знам, малцински групи по разни основи и така натаму и така натаму. Лудилото мора од време на време, бидејќи се заменува маничната епизода со депресивна, мора да се обновува. Од што ќе се обновува? Ќе се обновува од скандалозни зборови. Пуч, бомба, не знам ова, не... Добро, од двете страни се фрлаат такви зборови. Во секоја криза има шпиц и во секоја драма има заплет, па настанува расплет. Дали е возможно сега кулминација? Дали е возможно кризата да е во шпицот, па да тргнеме кон расплет, за да стигнам после до една многу... Јас сакам да му реплицирам на Венко кога зборува на Фуко лудилото. Тука има едно лудило на Бела Хамваш, кој што вели, ако не го почитувам твоето лудило, значи не ја почитувам мојата трезвеност. Не, добро, тоа е веќе на антрополошко ниво, ние говориме за колективитет си. Дека ние во секој случај, ние почитуваме некој лудило, вие веќе потенцираме некој лудило, што ја не би се сложил, бидејќи само по себе живееме во едно општество во кое што сите нешта ни се подаваат преку формата на држава, преку средствата што државата само по себе ги носи, ние ги приемаме како така. Сега имаме една партија која што изнесува вакви состојби, другата партија изнесува вакви вистини и доаѓаме до ситуација да немаме апсолутна вистина, се враќаме назад во антиката. Ај малку да го симплифицираме тоа. Дали е на сцена еден препознатлив симптоматичен однос во Македонија? Тројца македонци, двајца кодоши. Па тоа е сентенца. Јас стално велам дека народниот гений, она што го кажал, треба да се почитува со векови, дека Слушов не го кажал случајно. Ке многу години или многу време престоил покрај водата и ја слушал како жубори и рекол водата жубори. Многу време бил покрај шумите, слушај како шумите шумат и рекол шумата шума. Многу години е бил во таква една присутност, во една таков праксис, кај што двајца се македонци, нели, еден македонец, двајца кодоши, па дошло до тоа. Така да не сме ние во време, ниту можеме, ниту смееме да го исправаме народниот гений. Бидејќи вие сега кажувате една сентенца која што со години се провлекува и која што е плод на народен гений. Не е плод на со ова време или на некое време кое што... Да го завршим овој круг со нешто што начна Исмаили Имер, која мене ми е мощно симптоматично. Вели, ова е пресметка, вулгаризирам, СДСМ ВМРО. Дали е на сцена македонско-македонски судир во кој албанците се гледаат сеир? Не би можеле албанците да гледаат сеир, пошто сепак албанците се дел од оваа држава и имат обврска колку и привилегии од оваа држава. Значи, прво имат обврски, па постои привилегии од тие обврски. Значи, не би можеле да гледаат сеир, затоа што се работи за нивни комши, се работи за нивни сограѓани. Но нивната димензија на одговорност во последните години е многу помала, да не кажам ништавна, во однос на, да речеме, пред 2006. Затоа што партијата што е на власт сега наметна едно темпо на етичност, односно на едно темпо на самобендисаност која се однесува на етничката припадност на тие самите. И сите останати што не се оличе на нив, тие се малку повредни.
тука се албанците, тука е опозицијата, тука се интелектуалците, тука се новинарите и така натаму. Што значи? Извини само да завршам. Наметна едно темпо на преобразување на целото општество и тоа цело општество треба да биде оличје на нив самите преку инсталацијата на променет систем кој ќе добие физиономија на ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН или на македонец, што така гордо звучи? Не, чекај. Сега проблемот е кој е македонец. Те молам сега да дозволиме. ВМРО промовира веќе 8 години еден македонец што јас не сум имал прилика да го запознам. Тој е античкиот. СДСМ промовира еден македонец кој јас го научил. Ве молам. Добро. Иска да дојдеме до вистината. Еден македонец со кој јас цело време живеам со сите овие години. Значи судирот почнува во самиот откиво на македонците. Кацаров, дали е албанците сега со кого? Само еден момент, ќе продолжиме со албанците. Дали проблемот е суштински, проблемот е предлабок. Добро. За евентуално ние да извлечеме поетски или поезис концепти за тоа што ни се случува. Ни се случуваат многу сериозни работи кои се суштински за самобитноста и на македонците и на сама ова. Добро, продолжувам сега кон македонците, условно кажам. Дали е на сцена македонско-македонски судир? Кого прашуваш? Коцаров. Дали е на сцена? Да. И дали е тоа продуктивен или е политички или е... Ние од ова што сега зборуваме, кога зборуваме за граѓанско општество, сега националната припадност малку е потисната во втор план, така во оваа хиерархија на подредени елементи на сегашната, на реалната слика, националното е назад. Ние го поставаме во преден план граѓанството и граѓанинот во Македонија. А за ваков судир сега македонците против македонците не би рекол, нети никогаш не би го признал тоа дека има судир помеѓу македонците. Има судир помеѓу индивидуи, има судир помеѓу две различни партиски определености, може и верски, така помеѓу македонците и македонците не верувам, зошто ние во даден случај сега правиме на огромна грешка, една иманентна грешка. Оти тука се во Македонија, македонци би требало да бидат и албанците ако зборуваат. Дека живеат во Македонија. Во политичка и во државна, ново не во етничка, а зборувам во етничка. Не, ама ние не збориме во етничка. Се дали зборуваме ако збориме во етничка, овој проблем не е филозофски. Не, ја не мислам дека видите, тоа што се случи вчера, извините. Тоа што се случи вчера, тоа е судир концепцијски помеѓу две опции, идеолошки. Тоа е друго. И национални. И тоа е проблемот. Па јас се согласувам со Кацаров дека не би смееле да го поедноставиме така проблемот. Македонец против македонец. Тогаш бегаме од суштината. На ова што се случи, се случи еден голем проблем, еден голем скандал, а тоа е прислушкување. Да не навлегуваме во проекции како што некои телевизии прават и мислам сите ние имаме некое интимно резонирање. Но треба, особено ние како универзитетски професори, да сме склони кон аргументирано мислење, без разлика кој го сторил тоа, не и суштинско и ќе се дознае. Битно е дека имаме еден голем скандал кој што го доведува во прашање демократскиот капацитет на земјата. А тоа е едно масовно прислушкување на 26.000 граѓани во еден долг временски период и навистина се работи за еден голем скандал. Како ќе го локализира, еве се има определени пропагандни напори политички да се локализира тоа, но тешко е ќе се локализира проблемот, секако ќе има свој развој сега, но тој период сите ние треба да го преживееме. Ленко, политички решение. Јас не се согласувам со колешката и со Трајче Кацаров. Ја бранам твојата теза, но во загради. Зошто? Затоа што меѓу македонците и албанците во последно време исчезна таа перцепција за друг, различен и така натаму. Тоа е многу интересно. Тоа е многу интересно. Различен, но прифатлив. Да. Сега не е ни прифатлив. Меѓутоа, може би е грубо кажано македонец против македонец. Меѓутоа, еден тип на македонец спроти друг тип на македонец е во конфликт. Да. Без разлика што за тоа стојат идеолошки различни опции. Значи, ако еден македонец перцепира друг македонец како другиот, различниот, непознатиот, тогаш е на дело отуѓување. И јас се извинувам. Значи, факт е дека
ние имаме македонци кои перципираат други македонци како друг и различен од себе. Благодарејќи на, во добра доза, надоместување на традицијата, надопишување на историјата наназад, нешто што се поврзува со антика и така натаму, за тоа застана и видни научни авторитети, кои тоа надоместување на традицијата за да се создаде еден поинаков идентитет од словенскиот, го поддржаа тоа. Јас секогаш сум верел дека тоа не е полезно и дека води кон поделба на македонското ткиво. Андоновски, Бачовска, Исмаили и Кацаров остануваат на А1. Топ тема следите малку економска пропаганда и само промоција, а потоа се враќаме во студиото на едно од клучните прашања, дали ова криза на големото уво треба да ја прикриеме, да се зацкриеме пред стравот дека некој ќе ни тропне на врата и ќе не уапси. Се разбира, ова е Телма, следите ТВ дебата во која го постуваме прашањето на причинско-последичните врски помеѓу пучот и бомбата. Се разбира, во сето тоа има и дилеми како е возможно да ја добиеме или да ја скриеме вистината. Новинарите се под пресија на закана дека се што ќе објават може да бидат предмет на кривично гонење. Која е тенката линија во барањето на вистината, јавниот интерес и потребата за така наречена државотворна информација која има карактер на класифицираност? Баш е тенка линијата. Помеѓу она што се нарекува слобода, ако зборуваме веќе за слобода на информирање, и онаа злоупотреба на таа слобода на информирање. Ние знаеме дека цензурата во Република Македонија е забранета и дека никој не може да биде под притисок за објавување на некаква информација. Но треба да има професионална одговорност за објавување на одредени информации и добро спакувани информации. Ние гледаме хаос во медиумскиот систем во Македонија. И тоа е многу страшно. Кој го диктира? Ние, власта... Тоа е отсуство на медиумска политика 20 години во Македонија. Ние компаративно, регионално, која ќе се поставиме со соседните земји, каже што сме најслични, социолошки, политички, историска генеза, сите воспоставија колку толку медиумски систем. Видовме според Freedom House, сме делумно слободна земја, еден од критериумите и среденоста и капацитетот на медиумскиот систем. И тоа е многу опасно од еден социолошко-политички аспект. Ние само пред 25 години живеевме во еден систем кој што имаше, можам да кажам, еден затворен медиумски систем со службено јавно мнение, без плурализам на медиуми. Луѓето имаат еден однос, еден пиетет кон медиумите, дека се што било на телевизија е вистина и вистина било. Тоа што не требало да биде на телевизија не одело. Сега тие луѓе од пред 20 години имаат 50 години, истите луѓе се. Оние просечните, онаа маса во Македонија. Не зборувам за 30.000 интелектуалци кои користат нови медиуми, нешто гледаат дневници и така натаму. Многу голема штета, има една агресивна пропаганда, агресивен политички маркетинг кој што и за самата држава, мислам власта, ќе биде контрапродуктивна. Велам ќе биде. На краток рок може ефективно, меѓутоа на долг рок за самата власт и држава ќе биде контрапродуктивна. Така се покажуваат ваквите состојби. Имар, пред 20 години бевме новинари заедно. Да. Кога би се соочил пред оваа закана, или во затвор, или да објавиш вистина, факт, независно дали е тоа досието на Заев или овој факт, или на Груевски. Или на Груевски. Што би одбрал? Имајќи го предвид актуелниот миг, пази, медиумски. Би имал избор. Или би го сочувал професионалниот дигнитет мој и личен и би одел в затвор, без колку и да чини таа информација, или би станал тоа што многумина веќе станале како новинари во Република Македонија и би зашутил.
Меѓутоа, јас би го одбрал ова првото. И еве, со самото тоа што сум вечерва во твоето студио, докажува дека и во почетокот го кажав, не се плашам за самиот себе. Туку се плашам за тоа што може да настане во идните денови, недели и месеци во целото општество. Ако таа информација која би ја пласирал јас би била во интерес на општеството, а би била на штета на некој парцијален дел, тоа би го направил со сета моја волја, со сето мојот морал. Затоа што на крајот на каиштата и интелектуалците, а и новинарите, пред се, нивната обврска е да ја кажат вистината, односно во таа вистина што тие веруваат, а не да ја калкулираат, видите. Денес имаш медиуми кои ни го раскажуваат вистината, ни го прескажуваат вистината. Значи, тие практично ни го измијат мозокот. А новинарот и медиумите имаат обврска да ја кажат вистината, да ја идентификуваат вистината, да дојдат до вистината, колку што е тоа можно во вакви околности. За завршам. Во вакви околности, лесно мене ми е да се одлучам за таков чекор, како индивидуалец. Но во прашање се семејства, луѓе, куп луѓе кои се загрозени ако го кажуваат вистината, пошто вистината во Македонија да се каже има цена и се завршува во затвор. Зошто? Затоа што низ години наназад ние имаме плуралистички систем, но начинот на действување методолошки како држава ни е тоталитарен и во тоталитарна смисла тоталитарен. Коцаров? Па, видите, најтиражниот вестник во Советска Русија се викаше Правда. А најголемите лаги беа таму. Па добро, еве. Во соседна Бугарија Труд. Труд. Еве, така сега во како сега во Црна Гора Овдие или Ослобоđenje во Сараево. Значи, не поаѓаме ние сега во глобала ги гледаме работите. Јас би можел да кажам парцијално, да издвам некои новинари кои што не се на ниво на на новинарската етика. Нели? Што нудат некоја вистина која ниф ја оде во прилог. Како би можел да за цел еден вестник. Не случајно кога на Мајаковски му замерале дека вели јас, му ви како бе вие во едно вакво општество социјалистичко сега во колективизација зборувате за јас, не субјективитет тука. Тој вика па и Николај први цело време викал ние Николај па не бил за како сега за парламентарност или не бил парламентарец. Така да секоја вистина се прави според она на кој вистината на кој се нуди. Ако ние сега во Македонија имаме такво новинарство и ако новинарите се во таква ситуација, јас не гледам вина во друг освен кај нив. Од едно време Борхес во Аргентина бил инспектор за живина. Значи, дошол до тој степен. Еве, убаво речете, ако јас ја сакам вистината, ако им служам на вистината, ќе платам цена за тоа. Вистината е најскапа. И од друга страна, еден убаво вели, роб не се станува кога ќе те купат на пазар. Роб се станува кога ќе ти ја купат слободната мисла и сензибилитетот, чувствата, сензот. Може да се не на тебе. Роб се станува и кога ќе ти подарат одеднаш слобода. Стануваш роб на својата слобода. Тоа е веќе Јас имам впечаток дека со таа демократизација ние сите кои пишуваме во вестници и настапуваме во медиуми се изгубивме во таа слобода. Многумина ја сватија како простор за пласирање на полувистини, лични вистини, најприватни некои прагматични работи да се остварат и така натаму и така натаму. Значи, вистината е консензуална. Таа нема и на крај крајшта нема една вистина. И демократијата се одликува со тоа што повеќе вистини се кажуваат, а рецепторот или реципиентот, тој што седи пред телевизија или чита вестник, самиот има глава да мисли. Во таа смисла, ја мислам дека ние не ја искористивме нашата слобода на медиумите. И сега е затегнат кај. Сега е затегнат кај. Имаше еден период, се сеќавам точно, кога стварно имаше една либерализација на медиумите и кога можеше човек да каже. Сега не е така. Јас дадов едно интервју и останав со 4 продупчени гуми
другиот ден се вајде. Мислам, работите се практични, да не се... Ама не заврши во затвор, нели? Ноам Чомски за Дојче Веле Не знам до колку часот трае. пред 4 години има изјавено, има рангирано 10 принципи на неолиберализмот и меѓу другото национална безбедност. Вели, студената војна е закана која постои 70 години. Во постоечката капиталистичка демократска општествена јавност со права и потреби на луѓето, тие се помалку се главна, се повеќе се споредна работа. Дали сме ние жртви граѓанството на потребата од овие приоритети зад мистификацијата на национални безбедности, стратегиски интереси, државни интереси, ние кријат вистината, а ние сме заробеници на политичките елити. Јас лично мислам дека сме. Затоа што мене нашето општество ми личи на извонредно фасадерско општество или, ако сакате во театарот, поставување кулиси. Додека вие дојдете до сршта на проблемот, вие треба да поминете цел лавиринт од кулиси, медиумски поставени, за да дојдете до сршта. И затоа има само неколкумина колумнисти кои, како да кажам, директно во сршта влегуваат на проблемот и тие се, како да кажам, најобележани, како со црвена линија, со црвен фломастер. Јас не спаѓам меѓу тие, јас исто не одам директно во сршта на проблемот, меѓутоа им се воодушевувам на тие луѓе кои така работат. Во суштина станува збор да се демаскира општеството, да се тргнат кулисите, а тоа може само силна личност и индивидуум. Добро, ево во овој момент имаме една... Чом само да завршам. Наместо медиумот да биде прозирно нешто, низ кое можеш да го видиш светот, кај нас медиумот фрла дамки и ти ги заматува нешто. И мислам, луѓето затоа се чувствуваат изгубено, застрашено, не знаат, еден весник едно пишува, друг весник друго пишува. Ама добро, тоа е нормално да пишува еден весник и друг, но прашањето е сега. Ама не е нормално да пишува диригирано. Добро, тоа е точно. Меѓутоа има настан. Настанот е објава на информации кои рангираат обем на тајно прислушување. Ви имате една палета во која или тоа се крие, или тоа се маргинализира, или тоа е топ тема. И тоа може би е плуралистички амбиент. Меѓутоа има еден факт, а тоа е дека нас, на новинарите и на слободомисличките луѓе, им се заканува институција која вели или ќе молчите, или ќе завршите пред суд само заради тоа што треба да објавите нешто што е соопштено на јавна сцена. Значи, изборот е дали да го соопштиме тоа што Заев го кажал, или да го прикриеме тоа што СДСМ се обидува да поентира како политичка партија. Повели. Ни за години наназад, нас не се пласира една вистина во Република Македонија. Се што е надвор од таа вистина, се представува како непријател на таа вистина, на таа иста вистина. И тоа, Чомовски, не се прави од медиуми. Тоа се прави од центри кои се дириговани, а тоа се институционални центри. И на крајот, ти си ставен пред свршен чин. Дали да бираш тоа што ти е условно речено службена вистина, или да ја бараш својата вистина. Ако ја бараш својата вистина, одма си во непријателство со таа вистина што некој ја пласира. Видите? Ни за години назад ние живееме со премисата која во тоталитарните системи била најужасната. А може да подразбирате колку е ужас тоа во либерални системи? А тоа е принципот. Ако не си со мене, ти си против мене. Бачовска, имате напишано статија. Да. Видите, рестрикцијата на слободата на изразување представува фер и пропорционална мерка во едно демократско општество доколку се работи за така речени национални интереси. Кој ги проценува тие национални или интересите на државна безбедност, на јавна безбедност и така натаму? Тоа денеска може да биде тајна, утре може да биде обзнанена вистина. Така, слободата на изразување е така поставена, она што го прочитавте во меѓународните правни акти. Универзалната декларација, во Меѓународниот пакт за човекови прави и слободи, во конвенцијата.
Европската конвенција за човекови права и слободи. И ако ја анализирате слободата на изразување, статијата која што сте ја читале, ќе видите дека вториот дел од одредбите е многу поголем, а тоа е ограничувањето на слободата на изразување кога станува збор за неопходност на демократското општество, за националната безбедност, си има определени критериуми кога е загрозена националната безбедност и тоа е нели и одговорност на оние луѓе кои што се на власт. Добро. Да. Ова е ајден. Ова свесто го правам како лапсус, се разбира. Морам да се идентификувам со Телма и со овој проект, иако знам дека сите критичари обично ме анализираат што сега после сите овие мешетарења од еден до друг медиум сум се нашол во Телма. Но учествувам во еден проект што за мене е прифатлив, значи ова е Телма и натаму следите дебата која ќе оди секој ден од понеделник до петок. Малку промоција, а потоа се враќаме со моите гости. Ова е Телма. Ерих Фром 84 година има напишана една прекрасна статија за непослушноста. Личноста може да стане слободна преку непослушноста, учејќи се да и се спротивставува на моќта. Андоновски. Јас имам роман азбука за непослушните, така што ме гаѓаш во самиот нерв. Постојано ја застапувам тезата дека личноста се гради само преку непослушност и дека единствено преку непослушност може да ги изгради своите, макар и погрешни ставови по однос на она што е мејнстрим. И во уметноста е така, и во политиката е така. Значи, слепата послушност нека си ја тераат монасите, оние кои се религиозни луѓе и така натаму. Ние кои живееме во светот мораме да се сомневаме во се. За мене сомнежот или скепсата е основа на сето наше познание. Впрочем, и најголемите научни откритија се направени токму поради сомнеш во нешто. Ајде да бидам вулгарен. Во што се сомневаш? Во автентичноста на прислушувањето или во автентичноста на оваа политичка битка? Во моментов се сомневам во се што ми се пласира, што значи дека тоа е она моја теза за лудилото. Кога се ќе биде симетрично. Кога излегуваат сите со некоја радикална симетрија, што е одлика на поезија и на лудило, а тоа е највисока форма на интелигенција, симетријата, кога не можеш да одбереш што е што, се наоѓаш во една многу деликатна ситуација. Иако во овој момент, сепак еден прст ми укажува дека прислушувањето е нешто реално. Куцарев? Кога зборуваме за непослушноста, ја би малку појаснил тука. Тоа е една ситуација која што можеме вака да ја дефинираме. Непослушноста значи избор помеѓу животот и идеалот. И во секој случај непослушните го избираат животот, а послушните идеалот. Ние во една ситуација секогаш во едни, како се вика, старосни граници, различно делуваме и различно се однесуваме кон овие две нешта, животот и идеалот. Некогаш сме хегелијанци, а некогаш против Хегел. Така да некогаш го сакаме животот, а некогаш идеалот. Но и се зависи од старосната граница и општествените услови и да речеме сега државните услови. Затоа јас не можам да бидам категоричен дека секогаш непослушноста раѓа идеи. Понекогаш знаел Гогол да каже дека не лошите, трагичните нешта во животот му раѓале идеи и стварал големи дела. Твитерџиите работеат. Велат еден одличен линк има. Ако не си на списокот, не знаеш дали си ги забутал. На кој список? Веројатно на прослушуваните. Леле, сите се сомневаме. Па многу голем е бројот на прислушкување. Ако тоа е точна нели бројка на 26.000, некои од луѓето се сигурни дека се прислушкувани, имајќи предвид колку луѓе се во Македонија. Колкава е бројноста на нашето општество. Па има и некои математички пресметки, кој од тие со колку се слушнал, значи сите сме прислушкувани. Прислушкувањето ни помага за постоењето. Ние преку прислушкувањето, да речеме преку пишаниот збор и преку аудио изјавите,
Ние го потврдуваме нашето постојање. Јас уживам ако некој ми прислушкува, значи постојаме и во аудио свет. Јас ти велам дека тој ужива во политички воаеризам, ти не веруваш. Замисли да им влеземе во креветот на политичарите и да видиме. Не, факт е дека е загрозен интимниот простор. Факт е дека е загрозен интимниот простор. Тоа, впрочем, не е ништо чудо. Во дневна соба, која е еден дел од интимниот простор, мене ми сугерираат или во спална соба да имам трето дете. Мислам, тоа е веќе упад во интима. Да се разбереме, мислам, тие работи изгледаат смешни. Меѓутоа, не се. Тие се орвеловски работи, кои, ја не велам сега дека е ова орвеловски режим. Меѓутоа, тоа надоместување на традиција и желбата да се следи се... Ако не е орвеловски, тогаш Кафкин секако. Па добро, сега. Ајде да не спориме. Исмаили, ако не е Орвел, тогаш Кафка е... Исмаили, дали е возможна со една политичка парадигма решение во институциите на системот, а 80% од анкетираните не веруваат во виталните институции, а тоа е судство, адвокатура, МВР и така натаму. А во адвокатурата... Благо речено, ова е смешно. А кој во ова општество, во ова држава верува во институциите на системот, кога и сите се корумпирани во две основи? Или се корумпирани материјално или морално? Мене најмногу ме плаши ова второто. Моралната корумпираност кај сите институции на системот. Затоа што материјалното тоа ќе се надомести, ќе се открие, ќе одиш затвор така. Моралното е многу побитно. Ова општество, овие низ години, 8 назад, морално е корумпирано. Не постои повеќе. Тоа се мохиканци, тоа се случајности. Луѓе кои во судството се чувствуваат како суди. Цело време од обвинителството им стојат над глава. Ако не од обвинителството им стојат од полиција, инспектори така натаму. Не може да донесат една одлука најобична. Одлука во суд, извини само за. И сега трагично ми е и смешно истовремено кога гледам луѓе кои имаат одговорност политичка јавна, викаат: чекајте луѓе, ова се случува, нема да драматизирам, иако е ова голема драма за едно општество, за една држава, ова ќе го решат институциите на системот. Кои се тие институции на системот? Кога се е подредено на извршната власт. И судството, и полицијата, и обвинителството. Што има друго? И медиумите. Во последно време почна интелектуалците да ги, најверојатно има и од тие што се прислушкувани. Извини, тогаш се прашувам, ова е, јас знам дека живеем во ненормална држава и малку помалку јас ќе станам ненормален човек. Меѓутоа, се трудам во ненормална држава да размислувам нормално. И ако имаш такви институции, кој ќе ми го каже вистината мене? Што би била нормална разврска поента на завршувањето на оваа дебата? Јас сакав да се надоврзам само да кажам, ти спомна два вида корумпираност. Да, јас сакам да придодадам еден трет фактор. Ние сме во антрополошка смисла предкниговодствено општество. Општество базирано на крвни врски. Општество не се прави по фамилијарен принцип. Или по племско. Во фамилијарен принцип не подразбирам само роднински врски, подразбирам и пријателски врски. Значи, никаде не можеш да појдеш ако немаш пријател да завршиш работа, за она што ти следува во нормална држава. Тука почнуваат сите проблеми. А дека постојат и тие другите видови на корумпираност? Добро, јасна со завршна поента, каква би можела да се очекува евентуално ако ова шпиц на кризата или уште малце да се развие, која би била разврската? Се надам нема да бидеме фаталисти за распад на државата или за некаков нов сериозен судир. Па не сакам такви црни сценарија, замислите што тоа значи да се распадне државата, но верувам во некоја позитивна, да биде една фаза која што ќе ни донесе на вистина една демократска атмосфера. Сакам да сум прибрана и блага во својата фразеологија, баш една демократска атмосфера, бидејќи слични вакви скандали, ако можеме и компаративно да одиме, биле на некој начин еден мост кон подобро општество. Ако ја земеме Watergate, не сакам да правам паралели, но тоа беше еден крајно позитивен настан за америчката демократија и новинарство.
Значи тоа како еден позитивен, сега историски, И остане таму. Таму остане. Да. Па не би се, мислам дека помине и во Европа и со Асанж и Не, со остана Сноуден. во времето во кое што се случи. Нема развојна линија. Продолжи ја тезата каква разврска би можело да Јас сакам очекуваш. да спомнаме на една работа која што овие денови ја спомнав и на во едни други дискусии, а тоа е дека ние пред известно време, не знам пред колку дена, или не знам, може би има и месец, почина Желју Желев. Добро. Тој Желју Желев во еден разговор има кажано вака: вие македонците не треба да се грижите за вашата иднина, бидејќи имате државноста. А штом ја имате државноста, на ваша страна е вистината, а со вистината и мокте. Ама има една книга И јас филозофска не би за бил фашизмот, категоричен. Не. која е многу Јас не го симптоматична. Не, тоа, јас не би бил категоричен да зборувам сега за криза и за ситуација. Оти кризата на уште Ниче веќе зборуваше за криза на државата и дека државата ќе одумре. Па Шпенглер и сите други. Ништо од тоа не е настанало се уште. Зошто не? Затоа што кризата е прогрес. Затоа што кризата отвара нови врати. Ама ние 25 години сме транзиција во криза. Вие самите го рекот. Значи имаше една кризна ситуација во демократијата во Америка, во пресушкувањето, и после тоа надминат и доаѓа до една, нели, сега јас кога реков дека таму остана, не, има своја развојна линија демократијата и новинарството и зборуваме за некои подобри времиња. Така да не би бил категоричен дека ние сега се наоѓаме во толку некоја црна ситуација од која што видете дали јас кога зборувам баш би сакал, јас сакав тоа да го кажам сега. Во еден бивш систем, бидејќи доаѓам од фелата на писателите, нашите писатели сите нема писател кој не пееше за Тито. Кој не направи песна за Тито и за Сојузот на комунистите. Има и антологија. Има антологија. И извикуваа пароли. Дури ако Тито не постои, не би знаеле Не прави такви паралели, има и за груевски. Не е битно. И сега, пази, кога ќе се дојдат во таа ситуација, кажеш ти што ги натерало овие луѓе да пишуваат за Тито. Јас според мене мислам дека не биле инструментализирани. Дека никој не ги натерал страна, него тоа е нивното слободно мислење и чувствата. Добро, затоа сега се наваѓаме во ситуација повторно нашите автори да делуваат и реагираат врз основ на слободното мислење и на чувствата. Ние со Венко сме сведоци на се она што го напишале нашите автори како роман. Така ли? Сведоци сме на се она што го напишале нашите автори како драма. Каде е Ернани? Каде е Виктор Иго? Каде е да рече јас сум ројалист, јас сум против ројалистите, јас ќе одам во затвор, мене ќе ме прогнете на тоа острово и ќе се вратам откога ќе се ослободи Франција, како што рекол Виктор Иго. Нели? Каде се таквите моменти? Кој ги испречил некој сега да излезе и да го каже тоа? Кој ги испречил на новинарите? Има еден слободен печат. Јас кога ќе идам на трафика, слободниот печат најмногу не се толков вкуп. Сите други, пак и натаму. Дневник се продава утренски вестник. Значи, ние се само категорични. Има некоја параноја која што е рамна на она изрека која го вика Горан Бреговиќ, ама он вика не за Македонија, него на Балканот. На Балканот кој не полуди не е луд. И ако не си луд не може да полудиш. Поенти на Имер Исмаили и Венко Андоновски, повелете. Прашавте за разврска, дали ќе има. Од тоа на почеток го кажав дека тоа многу ме загрижува. Каква ќе биде разврската, а има индикации дека ќе се оди на тоа да нема разврска. Сето ова да нема разврска и ние со месеци, можеби години, ќе дебатираме тука, а се ќе остане како заборав, пошто веќе почна да работат големи спинови во медиуми кои ги контролира власта, а контролира, знаете, околу 90% од медиумите во Република Македонија, и веќе почна да ни го измијат мозокот. Дека сето ова не е ништо страшно, Орвел може, Кафка да биде, може Камю да биде и Сталин, ама ние ќе продолжиме да владееме. Ќе ви кажам само еден доказ околу ова, кој е многу загрижувачки. Тие што ја имат власта и владеет со нас, пошто имат мнозинство, имат процес поминат на тоа, за да имат право, и тоа не им се оспорува, за да владеет со Република Македонија. Кажуваат дека
овие снимки се направени од странски непријателски служби, а каде има странски пријателски служби? Такво термин не постои. Сите странски служби се непријателски, затоа што тие имат интерес да бранат својата држава. Мене ме загрижува менталниот склоп и менталната диоптрија на чинителите на оваа влада, главните луѓе, тој ментален склоп на диоптрија на видување на нештата. А тоа е, значи, сите други што не се како нас, тие се или шпиуни, или се наши непријатели. И тоа непријателство се поврзува со самата држава. Видите, вие имавте овде наслов пуч. Зошто? Тие ја поистоветуваа самобитието, личноста нивна, со самата држава. Добро, ако ги напаѓаш нив, по нивниот ментален склоп, ти си го нападаш државата. А не е точно. Не е нападена државата. Тоа е политичка култура, која нема разлика. Тоа е политичка некултура. Не, зборуваме за култура и за некултура. Зборуваме за култура, а тоа после натаму ние ќе го дефинираме дали е култура и некултура. Тоа е политичка култура која што се среќа во сите системи. Ја не знам систем во кој партијата што е на власт, сите други кои што не мислат како неа, не ги окарактеризира како противници и не ги класира во поинаков ранг. Добро, Венко, молим те, уште да завршиме. Така да, затоа не смееме да бидеме категорични во тој правец, кога застанале овие првите соработници на Сталин во неговата веќе постела, волени кога му рекле, сега натаму каде? Сталин со прстот покажал на сликата над него јагненцето кое што било во рацете. Значи може да замислите себе. Цела Советски сојуз како јагне. Добро, Венко, молим те, кратка помощ. Сосема кратко. Да. Не грижете се. Благодарам. Ке се договорат. Мислиш? И јас ви тврдам дека забораваме една тема. Нашата политика е трговија. Таа е меркантилна и многу брзо. Ке се случи како и во претходните или ке се заборави. Ке се заборави како и во претходните случаи, не е ова прв случај. Многу буќе ни око чега, српски наслов на една драма. Шекспир. На Шекспир. Поштовани гледачи, меркантилноста ќе во студиото беа универзитетски професори и писатели. Тие главно публицираат своји погледи, драми, студии и така натаму. Има еден писател на 4 тркала, или можеби и на 8. Се возев со него, бидејќи е камионџија. Сега е молам режијата од долгата репортажа да ги пушти првите минута и пол и потоа да ме даде за еден коментар на гостите. Инаку, автор на километрите што ги има поминато е човекот кој вози преку 25 години на најдолгата тура до Владивосток, 25.000 километара за 45 дена и при тој напиша и книга. Првата помисла, кога ќе си дојда, кога ќе се врата. Најдолгата тура беше пред 2 години. Вкупна километража од Скопје со утовар во Загреб до истовар во Русија, тоа е пред Владивосток. 25.500 километри до таму со се враќањето во Македонија. Тоа е направено од негде за отприлика 42 дена. Кога ќе излезете од границата или кога се враќате кон Македонија, кој дел го компарирате од оваа држава? Тоа што чини или тоа што не чини? По принцип и тоа и тоа. По принцип и тоа и тоа. Не може да кажуваме дека сме идеални. Не сме идеални. Не може да кажуваме дека сме некаква невидена катастрофа, кога не сме. Имаме потенцијал да бидеме многу подобри. Само треба малку повеќе љубов, малку повеќе работа ни треба на сите за да функционираме. Дали мислиш дека Македонија е заложник на овие политичари, дека не секогаш тие водат сметка за распределбата на богатството? Јас би сакал ние сите да живееме побогато. А кој како располага, пример од политичарите,
и со колку располага, нормално немам информации, не сакам да коментирам на тоа. Дека треба да се залагат без разлика кој се, да треба да се залагат малку повеќе, нели, за стандардот да ни го подобрат, да ни отворат повеќе врати за да можеме да работиме. Тоа да, сум. Репортажата за Тони Ацевски, возач и писател, ќе имате можност да ја гледате во наредните наши отворени студија. Овој пат, овде мислам дека Имер не вози, ќе поштедам Бачовска како возач, а ќе ги прашам писателите Андоновски и Кацаров. Сакате да ве возат или да бидете возач во автобусот наречен Македонија? Како дете многу сакав да ме возат. Сега уште повеќе сакам да ме возат. Не знам ќе има ли етапа од моето живење која ќе сакам да возам. Сигурно кога ќе возам многу луѓе или ќе бидам сам. Има една многу интересна работа која што сега јас ја и насловувам таа моја нова книга Ах драматургот, тама под над Ах драматургот стои Малцинство од Деден. Јас во тој правец, во шоферлукот сум малцинство од Деден. Венко? И кога ме возат, и кога возам. Јас би сакал да возам, ама ако може и кондуктор да бидам. Поштувани гледачи, тоа беше телма во која продолжуваме со дебатите во отвореното студио насловени со топ тема. Утре е Боби Христов. Пријатна вечер, гледайте реприза утре во 16 часот.